Можеш не ставати, речі, регістрові, Мой приятель, наверное, после 60 человек. Имаше тупани биле от Македонија. Една женска зборила сериозно што да Горанска села ги чака. Оргоска, Борје, Запад, 9 села рекле, ваќе била работа. Јас сум бив туе, сестро имам, ќерку имам брат, мужена. Ке Малало. А ти во Борје живееш? Во Борје живеем. Колку жители има во селото? Колку има луѓе во селото? Колку луѓе? Има село големо е. Големо. Големо село е. Големо село веќе. Големо село веќе. И луѓе, добре луѓе, јазик наш говори, знаше. Ема говори многу убаво е. И поминуваме многу убаво. Песни, знаете некои нашки песни? Свезнет. Било често ка фестивал, нашински да пујат, ги пишувале, ама најсте, не се добри. Не се добри. Одно бив туе во село, и па дојде, стоп, и да станат. Не. Која песна, например, е позната? Пишене се туе све. А знаете ви да запеете? Која она ја знаете се на музе? Више село. Више село. Мори Барбице Ѓурѓевданова. Ја знаете таа? А тоа и опет да ми дојдеш, вода да ми пиеш море. И опет да... Како беше вода да ми пиеш, вели? Има е све начински. А тоа како знае, дели Хамзо да ми дојде, оф, како знае, дели Хамзо да ми дојде. Дене, дели Хамзо преđuđe ден, дене. Njeri zne Hamzo kameo stav, ni orano ni kopano. Ispucale deli Fatmi bele ruke i pjeći tenkeriva ispucale. Знаеш како ја знаеш таа. Како е много dobro. Sve ги znamo našenski be. А таа една што беше пиличице, да ми пуеш пиличице, па таа изгледа со Вели Хамзо беше. А она јело моли јело, високо што раснеш, али видиш njega. Peru za noć puje on lele, majko, on je pevač i on puje. Peru za ove učitelje duet. Pio me sve, bilo da se puje sve u mnogo, dobro za sad za festivalama hodi. To vaki je mnogo. Јас во Орешек бев, во Орешек за Ѓурѓев. Si bio u Oрешек? Во Орешек, да. Мемишевци ги знаеш? Bajrama. Bajrama го знаеш? Bajram, so svila, Па djeca. тие биле кај мене во Скопје на фестивал. Ostani. Во Драгач, во Бродка биле да ту пее во Брод. Да. Беше един од Брод, ама живи во Македонија. Да. Живи, он организува фестивал, тупани ваше биле од Македонија и свирле, два тупане, две свирле и после излезува ваше од Македонија. Една женска била туе и рече, овие села, 9 села, веле Горанска што се. Ворје, Орешек, Црнелево, Запад, Пакиќа, Оргоста, све ги искажа. Што се Горански села. Ваки била работа, јас сум бил во Брод капувале. Една женска била од Македонија. Од Македонија. Нашински збор, како исто кон нас. Да, па тие беа кај нас во Скопје на фестивал. А биле? И со топаните кога тупа цела публика стана на нозе да игра со нив. Мемишевци, тампа. Има он Со два тапана и две зурли. Има група спува. Да. Има Бајрам. Бајрам е Бајрам и Рамазан брат му. Рамазан, јас сум бил со Бајрама на свадба со свирила. Јас сум тупан ја. Синовите му се викаат Дзене и Шклезим и Бесим. Бете училе школа за Да, учеа во Скопје школа. Во Скопје училе, после јеле те, ама добре деца, добре. Многу добри се. Маду. Песна знаеш некоја? А, ако не знаеш, која знаеш? Што правиш во школа, учиш? Кан. Учиш во школа? Кан. Во тука во Брод? Не, во Борје. Во Борје учиш, а? Песни не знае ни една? Не. Се наоѓаме на границата помеѓу Косово и Албанија. Скоро над главата на селото Борје, односно во атарот на селото Борје, кај што требаше да се одржува
фестивалот, првиот Гора Фест. Но изненадени сме дека од граничниот премин, односно од луѓето на граничниот премин, кои ни кажуваат дека не можеме да поминеме затоа што е овој времен граничен премин од карактер за времено гранично преминување и територијално поминување. Имаат право 18 села од гора да поминат идат во Албанија и од Албанија, од Борје, може да поминат нагоре во гора Косово да идат. Уште повеќе сме изненадени што и дознавме дека фестивалот е одложен на неодредено време, не можеме никого да најдеме да поразговараме од кои причини е тој фестивал одложен или е забранет како фестивал овде во Борје. Се надевам дека не е да толку дојдено да се ускрадат правата на македонците во Албанија, во горскиот дел на Албанија. Овде има, во овој дел има 9 села и тоа се Шиштец, Борје, Оргоста, Паќеша, Новосело, Црнолево. Тие 9 села се овдека и најблиското место кај нас е од Глубочица граничниот премин каде што може да се помине да се дојде до Борје. На наша жалост спречени сме од органите на царина да можеме да влеземе во село Борје. И затоа мислам дека најверојатно дека ќе ни кажат накнадно кога ќе се одржува фестивалот. Веројатно има некоја пречка. Што треба да се направи правата на албанците во Македонија да ги имаат македонците во Косово и во Албанија? Кој треба да потегне и да ги повлече тие работи? Мислам најголемата вина затоа што нашите уопште не ни покренуваат некое барање за комуникација на нашите граѓани. Да речеме, на нашите граѓани, македонци кои што територијално останаа под Република Албанија и ние не можеме ова да го направиме на ваков начин. Имаме амбасада, представништво македонско во Тирана. Тие треба ова сигурно да покренат прашање и да разговараат. Границите не се ставаат заради комуникација на народот, границите се ставаат заради заштита на народот. Да им овозможат што знам, побрз контакт е поубава работа. Никој не овозможува овдека нешто што може. Сега, кога ти вика забране, тоа што ќе размислуваш, дека некој им го зима правата. Ама сега е тренд Европа без граници, овде не се дозволува да преминеш инстан тоа. Ма чудо е овдека кај нас, еве, гледате на 100 метра има друг граничен премин према Шиштец од Крушево, па на 10 километри има трет према Македонија, Стрезимир, Растелица, па овде доле кај Врбница четврти, само гранични премини за да се спречи народот за комуникација. Тоа е проблемот. Ајде, пријатно со здравје. Ајде, Господ здравје да ни даде. Паќеша, Запад, 8 се и уште едно 9. Кошариште 9. Кошаришта или кошаришта? Кошаришта. Кошариште. Колку жители има? Па, Осите овдека села? се рачунаше дека има некаде до 20.000 луѓе кои живеа, меѓутоа со стандардите на Инверожа кои направија системот на Инверожа, овие децава овде што беа луѓе кои што работеа со мешовито ово населението и онде имаше чесма една крушеечка. Заедно вода пуне. Селава. Заеднички вода пунеа со чешмата. Кога се стави границата цврста, направи проблем. Енверожа прво што не разбираше дека тој народ комуницираше преку овие што беа тука обезбедувањето на границата си доаѓа. Кога сватија дека разговараат на друг јазик, сите тие кои работеа во службите на Енверожа ги префрлија во мислам Јужна Албанија доле, од Тирана подоле, све во службите што беа, донесоа војска овдека. И првата комуникација на нашите Оргост и Орчуша, на водена граница сега кога ќе
ќе поминеме таму, има речна граница, се договараа жените на перење со пирајки и котлови носеа и преку песна се кажува олеле таа фамилија и умре, олеле оваа фамилија и се родило, се оженил или ред друго, само преку песма. Тоа се одржуваше некаде до 52-3 година, кога веќе се изразбра дека поштата многу побрзо одеше кај рекава, отколку што доаѓаше писмо од Албанија, оди тоа од Албанија мораше да биде на препочитување, на читање, а после да го пуштат да го пратат. И ако има било што споменато во Албанија како дека е тешко, нема одење писмото назад. И во Гора истото нас ни се случи овде во Гора, во Косово, каде што 18 села останаа 50 години, разговараа на овој јазик како што разговараат во Борија, Шиштеец, Оргос, Пачеша, Ново село. Истиот јазик го употребуваа, но немаа право да се образуваат на свој мајчин македонски јазик. И тоа беше големата трагедија што ние бевме измамени во таа тогашна социјалистичка, федеративна или било каква да не речеме Југославија, дека имаме демократија на образование. Демократијата на образование оваа Гора не го осети ниту овде, ниту вамо. Во Гора во Косово. Тие се образуваа на српски јазик 50 години, иако ја еве постојав лично, овде сум пред вас, роден сум во Брод село, 50-тите години. Се уште не осетивме благодетот на мајчиниот јазик во овие краишта. Македонија не беше, ниту имаше некоја желба да си го расипе комодитетот во тогашната Југославија за една одредена група на луѓе која што беше и верски одвоена од тој дел кај македонците со христијанска религија. Иако македонците од Титово многу убаво знаат дека пазарот од Тетово се селеше до 48 година од Тетово во Брод и во Борје. Значи имаше пазар, активен пазар, и вика поскапа беше киријата на една племна во Брод за да изнајми еден трговец, отколку една стоковна куќа сега во, да не карикирам така, некој дуќан добар во Призен. Или имаше една изрека, некне ја слушнаме со Аце која бевме, еден човек рече, абе Брод ако се запали, никој не може да го направи, ама Призен ако се запали, Брод ќе го направи. Трагично е што тој пат, Тетово, Брод, Борје, го уништија, односно инфраструктура не се направи, останаа само конјски патишта каде што требаше да поминуваат луѓе. Партизанскиот пат што го направи овој од Брод према Драгаш Призен, ја уништи економската положба на ова население. Комплетно ја уништи, затоа што да речеме, ако требаше да патуваш саат време пешки од Брод да купиш нешто, сега треба да патуваш пешки 4 сати до Призен или 5. И повеќе, 37 км се во прашање, за да можеш да се го снабдиш собственото семејство. Морам да го напоменам и тоа дека ние имаме еден документарен филм по намера да го снимаме. Тоа е за една фамилија која имала христијанска религија, родена во Борје. Не знам дали некој ја памети, али сигурно треба да знаете дека има роман Деленици. Тој роман Деленици го напиша Васко Поповски. Малку му помагав и јас да се снајде. И во романот вика вака: бабазујке, бабазујке, зошто оние одозгора, одоздолете викаат стрина зујке кога се Реджо и Неджо. И она мудро му одговара на децата, им одговара: ние, рече, бевме една фамилија, едно семејство. И по тоа ние, као Сојуз на македонци со исламска религија, издаваме и ќе издаваме весник Деленици. Борје беше познато по продажба на борина во тој период и друго ништо, сем компири и борина, така? Компири и борина. Борината ја носеа во Призен. И
во Призен ја оставаа за наредниот пазар за да купи нешто, некоја потрепштина во домаќинството. Човеков кој е опишан во романот има 2 сина и 1 ќерка. Се вика Силјан. Му умира ќерка му, а синов треба да го жени, ја одлагаат свадбата према сите обичаи овде што се користеа во гора 3 години. И тогаш тој Силјан дочекуваат 3 години, одат на дозвола да земаат, секогаш се бараше дозвола, и тапаните одеа кај нас на гробишта да му се каже абер на тој починатиот дека во куќата ќе почне веселба. Доаѓаат дома, почнува свадбата, завршува делот на церемонија, невестата ја носат дома, младоженецот го носат на бербер на сред село. Борија не го знаете ли, за жал ќе го видите, пак има 2 дела, горна и долна џамија, така? Тоа е предел, исто како Брод територијално, ако идете ќе видите исти карактеристики има Брод и дури јазикот им е исти. И доаѓа тој овчарот од планина, му вика, абе, Силјан рече, син ти во планина, љуманите го утепале, му ги земале овците. И вика, има ли некој што знае во село дека утепан? Не. Сокрите го за да завршиме со свадбава, ти уште 3 години, снава не може, бити саа со чекање. После 5 години, истиот тој човек, уште една трагедија го задесува, син му умира од лепра, туберкулоза е, викаат овдека беше позната таа болест, чума, ги косеше луѓето, снава со родено дете, тогаш не може да остане во фамилија млада, за кого ќе остане, оди кај нејзините, а нејзините го оставаат детево кај дедо Силјан, пошто име има Синан, Силјан стариот, Силјан младиот. И вика, ова е веќе скрхано од сите болови во душата, нема што да прави, на 5 години го замолува, анџијата во Призен му вика да ти тимари коњи детево, може да заработи барем за леп. Вика, нема проблем бе, ние толку години, а и Борина не се продаваше, више почна газијето, нека седи овдека. И тогаш детево почнува ванот да работи, како што работи, зачестуваат посетите на дедово со внуков, му носи некој динар на дедово детево. Го фаќаа случајно во детска игра во некоја лоша намера и тогаш имало демократија, не е сега измислена демократијата со овие овдешни билочиви власти, демократијата постои од времето на Демос. Детево повикуваат роднини, сите други деца што биле со него направиле белјата, ги зимаат родители. Ова го нема родител и го зимаат, го ставаат во дом. Према преданијата во домот како што го задржале, оној било испратено во Турција и во Турција изучува во домот сите школи, постанува некое воено лице, ама го добива името Синан. Тој Синан веќе постанува некој си војсководител и Султанов, за да му заблагодари што му бил одан, му вика, кај сакаш да те ставам некаде на служба? И овој му вика, абе Призен, Душанов град го викале тоаш, не Призен, во Призен. И тој гледа по документите, да рече Призен нема човек, тој старија, остара. Го праќа да службува во Душанов град и тој првото што се случува да ги повика овие што зимаат данок даношниците и вика кој од овие најмалку ви плаќа или на султанот му дава ираде пари. Па вика само Борија има проблеми, Борината не се продава, а и комуникацијата е никаква. Он не кажува дека знае дека е од Борија, не го открива идентитетот, наредува да ги донесат сите од Борија во Призен. И тие ги донеле, сегашен путник во Призен, сега има зграда направено, тоа беа Синан Пашини сарај. И цело време се викаше, и ден денеска во катастарот се вика Синан Пашини сарај. Тука доаѓаат сите и еден негов врст човек на вратата му вика, многу ми личиш на еден мој другар што сум играл во селото. Од кај си?
он не му открил вистината од каде, ги почестил ги онедо и ги посоветувал, ќе ви го намалам данокот, но морате према султанот да се дава дажбина. Тие ја прифатиле таа и му рекле, Аллах да ти е тебе таа што те роди, само ти вака не послуша. Ама на испраќање го прашал во истиот што го прашал, дали ме познава, дали го познава. Му вика, жената омажена за Абажија, селскиот Шнајдер во центар на селото, дали е жива? Не рече, пред 6 месеци умрела. И така се затвара неговиот дел од истражување за неговата фамилија. Истиот тој Синан Паша во чест на мајка му прави џамија во Призен кај Теранда, женска џамија, никогаш не е отворена, затворена. И кај црквата Свети Ѓорѓе, или како ја викаат, кај богословијата во Призен прави голема, веле лепа Синан Пашина џамија. И на крајот баба Зујке го кажа претходно, зошто те викаат Режо и Нежо? Па ние синко сме биле деленици едно време. Едно време сме биле фамилија, сега сме деленици. Завршува. Цитатот тука. Синан Паша не открива вистината, но има записи за него Призен. Назива и намика речи Исмаил ми ја даде, даде му напишам на парал. И кога Даде му напишам. Од Исмаил Немам Бојде. хемис. Ќе му го даеш овие назива, тебе од тие. Ја во джеп ми дал, аджос мај, стајди во джеп тие. Евро и пути за имало. Ajde, čao.